Добро вечер, дневник на К3. Во него ќе гледате. Започна проширувањето на наплатната станица Романовце. Реконструкцијата и проширувањето е дел од проектот на владата на Република Македонија. Премиерот Никола Груевски официјално го означи стартот на проектот кој опфаќа и модерен систем за наплата. Повисоки пензии, социјална помош, зголемена минимална плата се само дел од поволностите за македонските граѓани во 2016 година. Европската комисија усвои низа програми за прекугранична соработка со вкупна вредност од 1 милиарда евра. Центарската линија на кошаркарскиот клуб Куманово со изменет состав. Ракочевиќ и Андриевиќ се најновото засилување во клубот. За останатите содржини од дневникот гледајте не. Дневник на К3, добро вечер. Започна проширувањето на наплатната станица во Романовце, која е дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба, проширување и реконструкција на патарините во Македонија долж коридор 10. Проектот предвидува и воведување модерен систем на наплата на патарините преку смарт картички. На денешното символично означување на почетокот на проектот, инсталација на електронскиот систем на патарините во Македонија, присуствуваше премиерот Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на државни патишта Александар Стојанов. Започна проширувањето на наплатната станица во Романовце, која е дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба, проширување и реконструкција на патарините во Македонија долж коридорот 10. Проектот предвидува и воведување модерен систем на наплата на патарините преку смарт картички. Инвестицијата во изградбата, проширувањето и реконструкцијата на патарините долж паневропскиот коридор 10 чини 18,7 милиони евра, од кои 2,8 ги обезбедува државата, а преостанатите се реализираат со поддршка на Европската банка за обнова и развој. Проектот предвидува инсталација на опрема за електронска наплата на патарините, со што ќе се забрза протокот на возила, ќе се намалат гужвите и ќе се зголеми ефикасноста на наплатата на патарините. Патарините ќе се наплаќаат со припејд и постпејд уреди и картички, кои ќе бидат достапни за граѓаните. Проектот ќе овозможи Македонија да добие најсовремен електронски систем на наплата согласно директивите на Европската унија. Со овој проект предвидена инсталација на опрема со која ќе се овозможи електронска наплата на патарините. Ќе се забрза протокот на возила, ќе се намалат гужвите и застојот на патиштата, ќе се зголеми ефикасноста на наплатата на патарината и ќе се минимизираат злоупотребите и одговорноста на човечкиот фактор, што беше честа појава во минатото. Патарините ќе се поминуваат на два начини. Првиот начин е со купување на припејд или постпејд електронски уред. При што возилата кои ќе ги имаат овие уреди, нема да имаат потреба воопшто да застануваат на патарината. Туку при нивното приближување до патарината, односно до патарината, наплатата автоматски ќе се евидентира во нивните електронски уреди. Вториот начин е со користење на припејд или постпејд картички, кои возачите ќе ги евидентираат на електронските читачи на патарините и кои ќе може да се купат на повеќе места и ќе може лесно да се надополнуваат. Во двата случаи ќе се одбегне контактот со пари. Патарините ќе се поминуваат многу полесно и побрзо, а Република Македонија ќе добие најсовремен интегриран систем за наплата, согласно директивите на Европската унија. Проектот предвидува и проширување на патарината не само во Романовце, туку и на патарината во Градско. Две нови кои ќе се изградат кај Демир Капија и Гевгелија. Со инвестицијата се предвидува проширување на сообраќајните ленти, реконструкција на патарините кај Велес. Ова е уште еден проект кој се реализира и едно ветување од владата кое се исполнува, изјави министерот Мисајловски. Проектот започнува од Романовце, бидејќи е тесно грло особено во летниот период, при поголем прилив на патници кои транзитираат низ Македонија. Предвидено е од 5 ленти оваа наплатна да ја прошириме со 10 ленти за поминување. Очекуваме дека ќе биде завршена во месец јуни оваа година. За останатите патарини ќе започнеме со реконструкција оваа година, а дел ќе бидат готови оваа година, а дел идната година.
Преку оваа инвестиција ќе придонесеме за побрз проток на стока и патници на овој дел на автопатската мрежа. Наплатата на патната такса е многу важен приход, кој учествува во планирањето и реализација на капиталните инвестиции во делот на патната инфраструктура. Министерот за транспорт и врски најави реконструкција на автопатската делница Скопје-Куманово, која стартува годинава во двата правца. Проектот е вреден 16 милиони евра. Сакам да најавам дека во скоро време ќе започнеме и со реконструкција на автопатската делница од Скопје до Куманово. Токму на оваа делница инвестиција со вредност, проценета вредност од околу 16 милиони евра, што значи дека во првата половина на 2016 година ќе започнеме со комплетна реконструкција од Скопје до Куманово во двата правца. Оваа година покрај изградбата на новите автопати и регионални патишта, кои веќе ги рехабилитираме, ќе започнеме и со реконструкција на уште 6 регионални патишта и изградба на 5 нови експресни патишта со вкупна должина од 168 километри и инвестиција од околу 373 милиони евра. Овие проекти покажуваат колку владата е посветена на изградбата и реконструкцијата на патната мрежа. Министерот потсети дека лани се работело на 3 автопати со инвестиција од 800 милиони евра, а почнато е со изградба и реконструкција на регионални патишта, така ќе се продолжи и годинава. Ова е уште еден проект за модернизација на автопатната мрежа. Проширувањето на патарината Романовци се очекува да заврши во јуни годинава. Изградбата на новата наплатна станица кај Романовци со зголемување од постојните 5 сообраќајни ленти на нови 10 беше неопходна од причина што фреквенцијата на возилата кои поминуваат со текот на годините се зголемуваше. Освен зголемувањето на бројот на сообраќајни ленти на Романовци, истите ќе бидат зголемени на градско од постојните 5 на 10, како и на Сопот и Отовица во близина на Велес, каде што сегашните 4 ќе бидат проширени на 5 сообраќајни ленти. Изградбата и реконструкцијата на наплатниве станици преку зголемувањето на бројот на сообраќајните ленти, како и имплементацијата на новиот интегриран систем за електронска наплата со употреба на микробранови транспондери и безконтактни смарт картички ќе овозможи зголемување на ефикасноста на наплата на патарина, а најголема придобивка ќе биде забрзување на протокот на возилата кои поминуваат низ коридор 10. Активностите за проширување, реконструкција и изградба на нови патарини ќе се реализираат оваа, а дел и наредната година. Расте извозот во Македонија во првите 11 месеци и истиот е зголемен за 11%, изјави денеска премиерот Никола Груевски по увидот на градежните работи на наплатната рампа Романовци. Економијата во државата се движи во добар правец. За 11 месеци извозот пораснал за 11%, информираше премиерот Никола Груевски денеска од Романовци, каде што присуствуваше на отпочнување на градежни работи за проширување на наплатната станица кај Романовци. Владата ќе продолжи да инвестира во стопанството, најави премиерот. Годинава очекувам извозот да продолжи да расте најмалку колку минатата година, можеби и повеќе. Податоците за минатата година се дека извозот во првите 9 месеци е пораснат за 11%. Од кои што најголем е извозот во технолошко-индустријските развојни зони, каде што представува за целата година 26% од вкупниот извоз. Така што околу 1,5 милиарда, растот е 26%, а околу 1,5 милиарда е извозот од овие технолошко-индустријски развојни зони. Премиерот најави дека владата ќе продолжи со поддршка на стопанството и релаксирање на бизнис климата. Ова, од друга страна, ќе овозможи остварување профит, но и зголемување на бројот на вработените. Со доаѓањето на новите компании, но и добрите услови за домашните компании, што се даваат и ќе се даваат и понатаму, се дава еден сериозен потенцијал на нашите компании да прават големи профити, тие профити да ги инвестираат во нови работни места, нови капацитети и зголемување на извозот. Така што 2015, иако ги немаме сите податоци до нова година, деловно ги имаме до септември, деловно до нова година, до септември ги имаме за целата држава, а до нова година ги имаме само за оние што се од зоните, покажува дека во целата држава до септември има раст од 11%, што е сериозен раст на извозот. Растот на извозот се очекува да продолжи со исто или пак со засилено темпо и годинава, најави премиерот Груевски. Хуманата мисија на Сдруженијето Крепост продолжи за време на празниците. Во пресред на рожденството Христово Божиќ на неколку социјални семејства од Куманово, Сдруженијето донираше храна и облека со цел достојно да го прослават празникот.
Во пресред на божитните празници за Бадниковата вечер, хуманитарното здружение Крепост организираше акција која опфати 12 социјални семејства од Куманово, на кои им беше донирана храна и облека. 3 семејства беа со здравствени проблеми кои што се неработоспособни и не може да си приуштат една скромна Бадникова вечер, па така разбудивме среќа и на нивните лица. Исто така имавме и 3 семејства кои се многодетни, кои што исто нивниот буџет е доста скромен за да си приуштат таква радост за божитната трпеза. Генерално на сите семејства на кои донираме се луѓе кои што се работо неспособни од здравствени причини или пак малолетни лица кои што не можат да работат и да си приуштат најнапред лекарски производи, храна, облека и така натаму. Здруженијето Крепост брои околу 100 активни членови, таа бројка постојано се зголемува. Уште по-мотивирачка е ситуацијата кога ќе видите и ќе ни се приклучат тинејџери кои што се средношколци и кои што несебично и тие се во акција и ги посетуваат овие семејства. 2015 за Здруженијето беше доста успешна година, кои имаат спроведено околу 200 хуманитарни акции. Успешно ја завршивме годината, успешно ја почнуваме новата година. Меѓутоа, за нас најголем успех очекуваме во оваа година доколку имаме што помалку семејства на кои им е потребна храна. Нашата хуманитарна организација ќе се смета успешна доколку сите наши финансиски средства и помош се сведува на некои поголеми цели за нивни потреби, а не за храна. Тие воедно упатуваат апел до сите граѓани на Куманово кои имаат хумано срце и доколку се во можност да им се приклучат во здруженијето и да помогнат онаму каде што е потребно. Грејната сезона во Македонија најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење. Моменталните временски прилики во Криопаланечкиот регион, каде домаќинствата главно се затоплуваат со дрва, подразбираат изголемена потрошувачка на истите. Дали се подготвени за ниските температури, еве што велат криопаланчани. Снегот и ниските вечерни и ноќни температури во Кривопаланечко ќе значат изголемена потреба од затоплување на домовите, но и подолго време за стоплување на водата во бољерите. Дали тоа ќе значи поголем трошок околу огревните дрва и сметките за струја? На што се грее? Па на дрва. Дали е исплатливо? Па слушај, што да ти ви кажам? Можда е од една страна, а од друга страна струјата е скапа. Преише скапа и така не се исплати на струја да работиш и да се грееш. На дрва. Нон-стоп ние на дрва се грееме. И тоа редо имаме шума наша што не можеш никад да маркираме со овај закон. А и онака редовно не ги добиваме. А сега имаме поголема потрошувачка. А колку дрва ви се потребни за една зима? За една зима, само за една соба од 16 квадрата, 6 метри кубни. Така, значи за едно домаќинство 6 метри кубни. Ама тоа е само за едно. Ако се парат на поише место, тоа е и 12. Па, веќино на дрва, Кривопаланка е такво место. На дрва се грееме. Колку ви е потребно за една зима? Па, за една зима зависи од зимата, ама 10 кубни метри за едно просечно семејство сега. Кривопаланечките домаќинства во најголем процент се топлат на дрва, бидејќи како што велат тоа е најисплатливата опција и во текот на децениите се навикнале на тој дел од зимското секојдневие. Анкетираните велат дека како и секое просечно македонско домаќинство, во текот на зимските месеци трошат околу 6 метри кубни огревно дрво за загревање на една просторија или двојно повеќе за загревање на цел кат со парно. При тоа домаќинките нагласуваат дека исплатливо во греењето со дрва е и тоа што се готви на истиот оган, при тоа заштедувајќи струја. На дрва. Дали е исплатливо? Не е исплатливо, многу се скупи. Колку ви е потребно за едно зима? Па најмалку околу 8 до 10 кубика за да загрееш еден дел од просторот од собите.
Добре, а дали сега ниските температури снегот? Још тоа повише го наложува трудот на работникот, повише треба да троши и повише го оптеретува на буџетот од личниот доход кој може да плаќа. Бидејќи готвите на дрва, предпоставувам, струја во зимскиот период помалку плаќа. Па помалку плаќаме, па негде тука е. И струјата си она па оди истото. На дрва. Колку дрва ви се потребни за една зима? Па веројатно негде 10 кубика. Дали сега снегот и студот ве изненадија? Дали сте подготвени? Не, сигурно имам све. Значи се затоплува една просторија? На дрва, немаме дрва. Зошто немате? Зошто не може да купиме? Колку дрва ви се потребни за една зима? Колку се ми потребни? Со 7-8 кубика не може да се помине зимата. А сега дали ви исплаши снегот? Како? Снегот не исплашил ако сме спремни, ние не сме спремни за тоа ќе не исплаши. Со оглед на подолгото грејење на вода во бойлерите, зимната потрошувачка на струја е повисока од останатата во текот на годината. Спасот за помали сметки е помалку трошење на струја со примена на мерките на енергетска ефикасност и замена на струјата со поевтини алтернативни енергенси, велат експертите. Нов центар за трансплантација ќе добие Македонија. Просториите ќе бидат сместени во клиничката болница 8 септември во Скопје и таму ќе се вршат најсложените операции. Ова ќе биде единствен центар во соседството, истакна денеска премиерот Никола Груевски при посетата на наплатната станица Романовци. Законот за трансплантација, односно за изградба на нов центар за трансплантациона медицина е веќе прифатен на последната владина седница. И истиот е испратен до парламентот и по негово усвојување ќе започне да се спроведува, најави премиерот Никола Груевски. Законот превидува да се формира нов центар, значи нова здравствена установа, центар за трансплантации, во кој што ќе влезат најдобрите научници, академици од МАНУ, врвни лекари, но и млад кадар кој што ќе се обучува од сите овие најискусни и најдобри кадри. И каде што ќе се врши трансплантација на бубрек, на срце и на црн дроб. Истовремено усвоена и програмата за трансплантација на бубрек, срце и црн дроб. Просториите на новиот центар за трансплантација ќе бидат сместени во градската општа болница 8 септември во Скопје. Премиерот нагласи дека по донесувањето на законот забрзано ќе се одвива формирањето на центарот за трансплантација во Република Македонија и додаде дека работите подолго време се подготвуваат и тоа не само за законот, туку и за формирањето на центарот. Просториите ќе се наоѓаат во 8 септември во клиничката болница 8 септември. И таму ќе се вршат најсложени трансплантации на органи и ткива и најсложени хируршки зафати во кои што има некаков дел трансплантацијата или се научно најсовремени. Важно е да се напомени и дека во околните држави, во некои од околните држави нема вакви центри за трансплантација, така што овој центар има потенцијал и да привлече пациенти од некои земји од регионот. Предвиден е буџет за старт на потребните работи од над 1 милион евра, односно 64 милиони денари. Ваков тип на клиники постојат во повеќе европски и светски земји како Англија, Франција и Израел. Повисоки пензии, социјална помош, зголемена минимална плата, бесплатен превоз на пензионерите и студентите, бесплатни театри, музеи и кина за средношколците, изградба на домови за стари лица со ниски примања. Ова се само дел од поволностите кои ќе ги почувствуваат најголем дел од македонските граѓани. Повисоки пензии, социјална помош, зголемена минимална плата, бесплатен превоз на пензионерите и студентите од државните универзитети, бесплатни театри, музеи и кина за средношколците, изградба на домови за стари лица со ниски примања. Ова се само дел од поволностите кои ќе ги почувствуваат најголемиот дел од македонските граѓани. Септемвриските пензии за околу 300.000 пензионери ќе бидат зголемени за 650 денари. Со тоа покачување просечната пензија ќе изнесува на 13.700 денари.
денари. За 2016 година е предвидено ново зголемување на пензиите за 5%, кој ќе биде со септемвриската пензија што се зема на почетокот на октомври, кога преку 300.000 пензионери практично ќе земат покачена пензија. Гледано така, од 2006 година кога дојдовме во владата, вклучувајќи го изголемувањето сега во септември, ќе имаме вкупно зголемување на најниската пензија за 94%, а за просечната пензија за 79%, што е огромно зголемување, рече премиерот Никола Груевски. Македонските пензионери користат и бесплатен железнички превоз, бесплатна бања и викенд. Во јули сметките на над 30.000 социјално загрозени категории граѓани ќе бидат зголемени за 5%. Социјалната помош ќе изнесува речиси 5.000 денари. Од почетокот на годината зголемена е минималната плата, која изнесува 10.800 денари. Трендот на пораст ќе продолжи до година. Со низа мерки и програми владата им помага и на невработените. Со 28 мерки ќе бидат опфатени над 13.000 невработени, а од нив 9.000 се очекува директно да бидат вработени. Преку проектот Македонија вработува се очекуваат над 15.000 вработувања на различни категории на граѓани. Ке се работи на привлекување странски инвестиции, кои ќе отворат нови работни места. Се очекува до крајот на годината невработеноста да падне за 3 до 4% поени. Во период од 4 недели од почетокот на откупот на тутунот, откупувачите откупија 8.077 тони тутун, заклучно со 5 јануари 2016 година. Според првичните проценки од реколтата 2015 се очекува да бидат откупени 25.000 тони тутун. За нецели 4 недели од почетокот на откупот на тутунот, 9 откупувачи заклучно со 5 јануари 2016 година откупија вкупно 8,077 тони тутун од годинашната реколта. Просечната откупна цена изнесува 186 денари по килограм, што е речиси 70 денари повеќе од ланската просечна откупна цена 117 денари. Според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 83,15%. Откупот се врши на вкупно 186 ваги на 152 откупни места, а динамиката тече без проблеми според договорите меѓу тутунопроизводителите и откупувачите. Инаку според првичните проценки од реколта 2015 се очекува да бидат откупени околу 25.000 тони тутун. Според грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалис, можно е десетици илјади мигранти да останат блокирани во Грција поради натамошното усложнување на процедурите на границата со Македонија. Северна Кореја ја слави првата успешна проба на хидрогенска бомба. Европската комисија усвои низа програми за прекогранична соработка со вкупна вредност од 1 милијарда евра. Ова се вестите од светот. Можно е десетици илјади мигранти да останат блокирани во Грција поради натамошното усложнување на процедурите на границата со Македонија. Нова опасност предупреди грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалас, кој не исклучи можноста на крај границите да се затворат за сите. Според грчкиот министер, во моментов 50% од лицата кои во Грција влегуваат од турскиот брег се мигранти, а до пред 2 месеца тој сооднос беше 80% бегалци и 20% мигранти. Тој уште кажа дека е предвидено во иднина илегалните мигранти кои нема да побараат азил да бидат репатрирани. Весникот Етнос пишува дека унгарски полицајци отпочнале да работат на грчко-македонската граница и дека граничните проверки на мигрантите таму се уште построги. Во следните денови се очекува зачување на границата со Македонија да бидат испратени уште чешки и словачки полицајци, а исто така и полициски сили од Австрија и од Полска. Десетина илјади севернокорејски војници и цивили се собра на плоштадите и во салите на Пјонкјанг со цел во организација на државата масовно да го прослават изведувањето на четвртата нуклеарна проба. Луѓето танцувале, полиците, државните медиуми јавуваа дека на прославата присуствувале и високите членови на државното раководство, вклучувајќи го и премиерот Панг Понг Ју. Воодушевено го славиме историскиот национален настан на успешно изведена прва проба на хидрогенска бомба, пишувало на транспарентот под кој стоеле севернокорејските војници.
Европската комисија усвои низ за програми за прекогранична соработка со вкупна вредност од 1 милијарда евра, кои ќе го поддржуваат социјалниот и економскиот развој во регионите од двете страни на надворешните граници на Унијата, вклучувајќи и Украина. Според податоци на Европската комисија ќе бидат финансирани проекти во вкупно 27 земји. Станува збор не само за држави кои имаат копнена граница со земјите членки на Европската Унија, но и за земјите од Северна Африка и Блискиот Исток, со кои Европската Унија се граничи по море. За секоја од нив Европската комисија одредила 4 приоритетни сфери, како култура, заштита на животната средина, борба против сиромаштијата, образование и други. Кошаркарите на Куманово во вториот дел на првенството влегуваа со значително изменет состав. На центарската позиција кумановци ги ангажираа Жарко Ракочевиќ и Александар Андриевиќ, кои би требало да донесат нов квалитет во играта под кошовите. Двајцата се надева дека со Куманово ќе успеат да освојат трофеј во оваа сезона. Жарко Ракочевиќ, любителите на кошарката добро го паметат од минатата сезона кога го носеше дресот на Рилски спорт во дуелот против Куманово во Бибел лигата, кога се представи во одлично издание. Во Куманово, како што вели, задоволен од атмосферата и се надева на успешни резултати. Јас стигao прije 2 dana, za sad sve ok, počeo se radim prije 1 dan sa ekipom. Ovo mi je već drugi trening. Što se tiče ekipe, mislim da to izgleda dosta dobro. Mislim da imamo šanse da idemo bar da igramo finale ove godine. Значи дека ова екипа на Куманово може да освои некој трофеј ова година? Ako Bog da, mislim da imamo šanse sad. Imamo 2 nova igrača, stigao sam ja i ovaj drugi centar. Će da vidimo, treba sigurno vremena treba da se ekipa uklopi i da počnemo da igramo dobru košarku. Има слушање за Куманово дека има една надобра публика која ќе биде добар ветер во грбот. Da, to sam čuo, sad sve zavisi od nas. Ako budemo igrali dobro, sigurno imamo podršku publike. Александар Андриевиќ е корпулентен центар чии квалитети се неспорни, а воедно со Ракочевиќ ќе треба да го изнесат теретот во играта под обрачите. Па јас сам пред тога играл у Струмици, одигрao добру утакмицу против Куманова и после тога ступили контакт со клубом и договорили се до краја сезона да узмемо титул. Дали Куманово според тебе има екипа за еден трофеј? Па ја мислам да су поред МЗТ-а и Сокола најачи. Мислим, меѓу те 3 најбољи екипи. Да можеме да се равномерно боримо и са МЗТ-ом и са ним. Првиот напредок што ќе играте е против Работнички, што може да очекуваме од тој напред? Па јас се надам да дамо све од себе и да биемо. Нема други. Спортскиот директор Младен Давидовиќ се осврна на најновите рокади во екипата во овој преоден рок. Неговановиќ и Мишановиќ, тоест Неговановиќ имаше договор на 3 месеци кој истече. Нашето беше да размислиме дали ќе го задржуваме, бидејќи имавме опција за такво нешто, но сепак со одлука на тренерот одлучивме дека да го скратиме буџетот со тоа што Неговановиќ ќе биде слободен играч и да тражи друга екипа, додека пак Мишановиќ имаше договор на 1 месец и по истек на 1 месец тој е слободен, така да со Ракочевиќ мислам дека направивме одличен потек. Тренинзите кошаркарите на Куманово ги продолжуваат со полна парија до следниот првенствен напревар на 16 јуни во спортската сала во Куманово против екипата на Работнички. Со првиот надпревар утре против екипата на Букурешт, ракометарките на Вардар започнуваат со одигрувањето на надпреварите од главната фаза во Лигата на шампионите. Ракометарките на Вардар подготвени ја дочекуваат главната рунда од Лигата на шампиони, каде предизвиците за повторување на успехот и нов настап на завршниот турнир во елитното надпреварување стартуваат со Букурешт. Дозата на предпазливост во составот на Индира Кастратовиќ е разбирлива, доколку се земе во предвид настапот на романскиот првак оваа сезона во елитната лига, но и пријателскиот дуел минатата година кога Букурешт забележи убедлива победа. Многу работиме на тоа да не изгориме, затоа што на нас многу ни недостасуваат
надпревари и кога ќе дојде ваков надпревар, големата желба за победа и добар резултат може да се насочат кон лошото. Се надевам дека нема да биде така. Ние работевме одлично и девојките се спремни за утре да одиграме мирно и паметно сите 60 минути како што се договоривме во подготовките, изјави тренерот Индира Кастратовиќ. Домашниот терен сигурно е голема предност за црвено-црниот состав, особено во оваа фаза од надпреварувањето каде секој освоен бод е од огромно значење. Не очекува навистина тежок надпревар, Букурош има навистина одлична екипа и сигурно ќе биде неизвестно 60 минути. Ние сме подготвени, имавме доволно време за подготовки и анализи, како и за да се одмориме и ги наполниме батериите. Утре мораме да покажеме заби, не смееме да дозволиме никој да си игра со нас на наш терен и ја повикувам публиката да дојде да не подржи, затоа што таа помош ни е потребна, додаде Андреја Пенезиќ. Надпреварот се игра утре со почеток од 17 часот и 30 минути во спортскиот центар Јане Сандански. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Во кошаркарската Евролига вчера се одиграа мечевите од второто коло. Богатиот собственик на Реал Мадрид Флорентино Перес подготвува нова трансфер бомба со ангажирањето на Един Азар. Новиот тренер на Манчестер Сити Пеп Гвардиола во летово, кога ќе го превземе тимот, планира големи засилувања. Кошаркарите на ЦДВ направија пријатно изненадување откако во Истанбул славија победа на Дарушафака со 79-72. На хрватскиот претставник ова му беше прва победа во топ 16 фазата, додека турците го доживеа вториот пораз. Најзаслужни за победата беа одличните американци Пулен и Вокер, кои офрлија 25, односно 13 поени, а особено се истакнаа во ударите за 3 поени, погодувајќи дури 8 пати. Кај Дарушафака задоволија Сени Херден со 13 и Вибекин со 12 поени. Барселона неочекувано лесно го совлада Химки со 87-70 во неран направен напревар. Дури 6 кошаркари ке каталонците имаат двоцифрен учинок, Ривас и Навара постигнаа по 14, Саторански 13, а Томич 12 поени. Во Химки најефикасни беа Швед со 13 и Аугустин со 11 поени. Во групата Ф Олимпијакос продолжува со одличните игри во оваа сезона, откако славија на гостувањето против Лаборал Куќа со 82-76. Спанулис беше централна фигура на мечот со 19 поени, а му се придружија Отело Хантер со 17 и Јоргос Принтези со 16 поени. Во домашниот состав прецизни беа Джеймс со 16 и Боруси со 12 поени. Реал Мадрид е подготвен да постави нов рекорд во трансфер на некој фудбалер. По Кристијано Роналдо, за кого кралевите платија 94 милиони евра и за Герет Бел 100 милиони евра, сега Реал подготвува нова трансфер сензација во Един Азар, за кого се подготвени да платат дури 135 милиони евра, а информацијата ја пренесува англиските медиуми. Со тоа на некој начин се отвора шанса Герет Бел да се врати во Англија, а него го посекуваат Манчестер Юнајтед и Челси, кои нудат 100 милиони евра. Меѓутоа, откако на кормилото на Реал пристигна Зинедин Зидан, шансите Бел да се врати на островот се мали, со оглед на тоа што французинот ќе се обиде да го убеди Бел и понатаму да остане во Мадрид. Новиот тренер на Манчестер Сити Пеп Гвардиола се уште не седнат на клупата на граѓаните, а веќе има составен список на играчи кои би сакал да ги има во новиот тим. Прв на листата на желби е Лео Меси, како и Пике од Барселона, додека од Бајерн Гвардиола би го ангажирал Давид Алаба, а се споменуваат имињата на Погба од Јувентус и Џон Стоунс од Евертон. Секако доведувањето на овие фудбалери ќе бара огромни финансиски средства, но кога се во прашање богатите шијци, тоа нема да биде проблем да се задоволат барањата на Пеп Гвардиола. Воедно шпанецот кога ќе стапи на тренерската функција на некои фудбалери ќе им се заблагодари на услугите. Метеоролозите најавуваат температурен шок несекојдневен за овој период од годината. Еве какво време ќе има североистокот.
Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Дневникот. Пријатна вечер, останете со програмата на К3.